може да се оцени како добра можност, добар аранжман со една од најзначајните пазари на капитал во светот. Тамо вели до 85% извозните компоненти од аранжманите ќе би требало да бидат од Велика Британија. И тоа може да биде голем ограничувачка компонента во делот на импактот на развојот и растот кај нас. Препознавате ли консолидација на македонската економија? Ја не спаѓам во тој дел на таков оптимизам. Управниот суд де факто реши во моја полза, но ми ускрати можеби и право. Ова одлука треба да не биде поука. Дека мора судовите да имаат сенс кои предмети мораат итно да се решаваат. Јас воопшто не знам од каде произлезе дека судството има 2% доверба. Се сомневате? Да, прво таа анкета не е точна. Како ќе се менаџира демографскиот елемент е апсолутно клучно во овој период, бидејќи знаете самите, има страшен притисок врз пазарот на труд, значи веќе компаниите не може да најдат работници. Не делуваме доволно, се уште се гори јаглен, се уште имаме газ, значи испуштаме стакленички гасови, возилата што ги возиме се на нафта и така натаму. Тоа требаше да престане, како да кажам, вчера. Подпишан еуфорично најавениот финансиски договор со Велика Британија во рамките на стратешкото партнерство. Вкупниот кредитен аранжман околу 6 милиарди евра во наредните 5 години, што сукцесивно би се повлекувале за инфраструктурни проекти, модерна пруга кон Солун, болници, студентски домови, како и ноу-хау и вештини во модерните технологии. Веќе стана пракса академик Абдулменав Беџети во тренинг да ги проценува домашните и светските економски и финансиски движења. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам. Академик Беџети, од каде се добиваат парите? Од владата во Лондон и нејзините инструменти за извоз или некои нејзини институционални или приватни фондови? Дали помалку не ви остава сомнеш целиот овој аранжман? Најверојатно, бидејќи беше спомнат финансискиот инструмент УКЕФ, кој што е на некој начин United Kingdom Export Financing, е инструмент кој што го произведува владината агенција за поддршка на извозот на Велика Британија. Во соработка со други и комерцијални банки. Тие имаат обично и комерцијална банка со која тоа е лидерска банка HSBC во Англија, со која соработуваат, но во главном, како што беше кажано и токму така е, се работи за влада со влада, односно владина агенција, тоа представува влада со влада договор, рамковен, стратешки за капитални инвестиции во инфраструктура и не само, затоа што најверојатно ќе има и некоја компонента за техничка поддршка, за изградба на капацитети, на управување со проекти, бидејќи ние тука знаеме дека ние слаба тачка, така да генерално воопшто, ако се гледа како земји кои што соработуваат со овие аранжмани, со овие инструменти, во вебсајтот на УКЕФ ќе најдете негде 65 држави, од кои од Западен Балкан се само Србија, Бугарија и Хрватска, ако може да се каже. Инаку таму имате и Кина и Русија, со кои знаеме дека Европа има санкции, поготово Обединетото кралство, но не е земјата Македонија во таа листа. И зачудувачки е тоа, најверојатно не е апдейтирано вебсајтот, што значи дека ќе биде внесено, со ова ќе биде внесено и Македонија во тој дел, што на некој начин дава еден сигнал за сигурноста, безбедноста во земјата. Така да од ова гледна точка, генерално општо, без да се опуштиме во анализа на другите компоненти, најважни компоненти кои што се рок за враќање, каматна стапка, другите услови, начинот до кој степен ќе може да се бидат ангажирани локални компоненти и компании во такви инфраструктурни проекти,
генерално во однос на целина, како што кажав, може да се оцени како добра можност, добар аранжман со една од најзначајните пазари на капитал во светот. Иако веднаш беше демонтирано дека компензација за овој договор со Велика Британија било камп за прием на бегалци, но индикативна е првата средба на македонската делегација со Министерката за гранична безбедност и азил. Може ли во ваков договор, евентуален договор за прием на бегалци да биде соевидна компензација, иако подсетувам и потенцирам дека владата стриктно демонтира дека таков договор има? Не верувам дека може да биде измешана тие компоненти од таа гледна точка, некој градење кампа, нели, од стилот како што имаме случајот со Република Албанија и Италија, но најверојатно некои елементи може да имат, меѓутоа не може да се вклопуваат во ваков тип на аранжман. Знаете, ова е комплексен инструмент во финансиските деривати на САД, кој што е на некој начин со владина гаранција, со владина институција, така да може да се каже, тоа е институционален договор со институциите на Велика Британија, во кој не би рекол дека и би имало компензација, да кажем, и вакви услуги. Меѓутоа, академик Беџети, мора да признаеме дека станува збор за голема сума на средства. Што е она што, например, кај Велика Британија било пресудно за да се одлучи да ни подаде рака и да знаете, да го одврзе кесето и да рече, еве, подготвени сме да ви поддржиме. Тоа на некој начин се гарантира за одреден временски период, дека ќе биде реализирана за 5 години. Тие 6 милиарди евра или 5 милиарди британски фунти. Но како и да е, првиот сериозен проект е проектот на железница во коридорот 10, Табановце-Гевгелија, за која се предвидува и цела нова траса, но и целосна реконструкција на постојната. Се поставуваат прашања дали во ваков капацитет на размена на стоки и услуги има потреба да се утилизира дури и втора траса, отколку една постои која што треба да се модернизира во секој случај. Прашање е тоа, треба да се прави анализа, длабока анализа, да се вреднува и да се оценува ризикот на ваквиот договор во однос на капацитетот за изведување и завршување на овие проекти, затоа што, знаете, емпириски е докажано кај нас дека имаме дури децениски проекти кои што никако не можеме да ги тераме напред. Некој од типот на пруга Куманове-Белјаковце, кој што 30 години, а некој дури и од Кичево, автопатот Кичево-Охрид. Така да, од оваа гледна точка мора да се прави целокупна анализа на ризикот, што ќе сноси евентуално задоснување на реализација на овие проекти. Инаку да подвлечеме, дури во нивните вебсайт на агенцијата што ја спомнав, тамо вели до 85% извозните компоненти од аранжманите ќе би требало да бидат од Велика Британија. Ова е компонента доста ризична, бидејќи не ограничува. Ја не верувам дека ќе оди до тој плафон. Најверојатно ќе се преговара за тоа биде многу пониско, затоа што тоа е највисоко, меѓутоа тие ќе претендираат на тоа. Чим го објавуваат тоа како критер, што значи дека тоа елементите, инпутите на тие проекти би требало да бидат извозна компонента на Велика Британија. И тоа може да биде голем ограничувачка компонента во делот на импактот на развојот и растот кај нас. Ке може ли да ги сервисираме од платите? Дали формулата ќе се зголеми GDP-то, а ќе се намали учеството на надворешниот долг и може да биде своевидна обид да се релативизира целата? Да, ние обично велиме во однос на динамиката на растот на бруто домашниот производ и динамиката на растот на долгот треба да се гледат. Ако ние, например, продолжуваме, успеваме да задржиме раст помеѓу
3,5 до 4, која е интенција и која според долгорочната национална стратегија за раст, што сум скептичен во тој дел, барем не просечно на долг рок, тогаш најверојатно има тука и фискален ризик, да не речам и солвентен ризик во однос на ликвидноста на реализација на обврските кога ќе втасуваат. Но тоа што е охрабрувачки тука е подвлекувањето дека нема авансно плаќање, дека наведувањето дека ова ќе биде аранжман на заем, речиси со најповолни услови од сите досегашни, барем така беа изнесувањата на подпредседателот на владата господинот Николовски, кој што денеска го потпишува или треба да го потпише овај стратешки договор, и дека каматите дури може да бидат под ниво на инфлација. Овие се ептен, оптимистички, да даде Господ тоа така да биде, меѓутоа малку сум скептичен дека може во вакви услови на цените на парите на пазарот на капитал било каде се многу повисоки отколку ова што се најавува. Ќе бидеме ли солвентни да ги отплаќаме досегашните старите долгови, а при тоа да се задолжуваме и натаму? Не, секако тоа ќе зависи, реков, од динамичката стапка на растот. Знаете, ако ние растеме со 3,5%, секако нема да има проблем за сервисирање на долговите, на сето тоа што ни втасува. Препознавате ли консолидација на македонската економија, дури денове премиерот Мицкоски проценува дека може економскиот раст да се движи меѓу 3-5%. Колку неговите проекции генерално дека постепено економски заздравуваме се веродостојни? Ја не спаѓам во тој дел на таков оптимизам. Веројатно премиерот ги извлекува овие констатации од долгорочната национална стратегија која е усвоена, каде што, како што знаете, проекциите со сите импути што се предвидуваат некаде 4 до 4,5 во таа национална стратегија долгорочна, која што е направено со анализи и пресметковни емпириски пресметки од Денвер универзитетот, кој ние бевме како МАНУ вклучени во тој дел, но најверојатно не гледам, барем тековно не гледам потенцијал дека може да имаме раст до 5%. Може би имаме потенцијал, но не се потребни само материјални импути за тоа. Тамо треба и други нематеријални, преди се институционални капацитети, за да може навистина економијата да се онади. Поготово, потоа гледаме дека какви се состојбите со глобалните економски текови во однос на ние можеби нема да не погодат тарифите на Трамп директно, ама индиректно ќе не погодат тарифите на Европска Унија. Бидејќи директно тие ги погодуваат земјите на Европска Унија, поготово Германија, поготово автомобилската индустрија. А ние токму тука сме концентрирани во тој дел, и со вработување, и со извоз, и со други компоненти, што значи дека не можеме да рачунаме дека факторот извоз више ќе биде носител фактор. Ние пак ќе останеме во делот на внатрешната потрошувачка и владината потрошувачка, ако биде таа капитална и ефектуирана, утилизирана како што треба, тие два фактори да бидат носители на растот во нашата економија. Во една студија на Фискалниот совет, каде што и вие партиципирате, се наведува во време на економски пораст даночната политика треба да создава вишоци, а не буџетски дефицит. Понатаму сугерирате, цитирам, капиталните проекти треба да бидат приоритет наместо социјалните трансфери, но буџетските расходи да бидат во согласност со очекуваниот пораст на бруто општественото да, токму така е. Тоа е од причина што анализите наши покажуваат кои се состојбите. Свесни сме ние дека не може тоа на краток рок, на една година, две да се постигне. Тоа е лесно да се пишува, да бидам реален, но не е толку лесно за постигнување реализација, затоа што вие не можете да ги одложите или да ги заобиколувате социјалните трансфери кои што се законска обврска по некој основ. Така да тие не би требало да растат понатака или не би требало да бидат неефикасно алоцирани, барем од таа гледна точка. Трајко Славевски доаѓа на местото на Анита Бежовска. Каква е улогата и влијанието на
монетарната политика во овој дел и колку може да сметаме оно на што се залага владата и председателката, а тоа е да се одржи стабилноста на денарот во вакви околности на непредвидлива светска и политичка светски политички движења. Да, основната функција на Народна банка, со тоа и одговорноста на гувернерот, користам прилика прво на професорот Трајко Славевски јавно да му честитам, со него се работуваме 30 години и мислам дека е личност со интегритет и во однос на компетитивноста негова и професионалноста не станува дилема дека е прав човек за тоа. Сите други аспекти се за очекување. Никој не очекува дека може да се доведе во прашање макроекономската стабилност во земјата, затоа што таа е веќе, речиси, 30 години е поставена. Значи, ние од 96-та година, значи скоро ќе правиме 3 декади, во кои што не сме имале некоја, да речем, значително нарушена макроекономска стабилност во државата, освен во некакви ситуации на кризни времиња од типот као што беше, нели, со инфлацијата, нарушеното зинџирот на набавки и така натаму. Меѓутоа, во секој случај тоа беше увезена инфлација, која што сега се претвара во домашна инфлација. Но во таа гледна точка, мислам дека Народната банка ја има клучната улога, бидејќи мандаторна одговорност на банката е токму зачувување на општото ниво на цените, тоест ниска ниво на инфлација. Ова е кондите sine qua non, предуслов, за да се влезе во поддршка на растот. Потоа доаѓа кредитно-монетарната политика и другите мерки, кои што обичаено велиме микс на мерки или мешани мерки во однос на фискални и монетарни политики. Ако има координација, комуникација, соработка многу тесна на овие две институции, тоест владата представено преку Министерството за финансии, сега и Фискалниот совет, и од една страна и Народната банка од друга страна, за да можат благовремено да се комбинираат политиките каде ќе биде таа точка на, би рекол ја, оптимална позиција на комбинирање на овие услови. Затоа што на овие политики? Затоа што има неколку точки каде што може да стане рамнотежа. Но ако имаме рестриктивни монетарни политики, зададено преко импонирање на експанзивни фискални политики, тоа е голем ризик затоа што тоа ќе доведе до покачување на каматната стапка. А покачување на каматната стапка есконтна, мислам, базична, во секој случај редуцира не само инвестиции, туку и потрошувачка. Академик Беџети, може ли да се сопрат банкарските давачки за секундарните услуги на бизнис заедницата, па и на граѓаните кои се почесто се жалат на услугите на банките? Ова вие начинавте многу чувствително прашање, а што е со голем интерес за публиката, односно за јавноста, на сите. Значи и као поединци, бидејќи сите се на некој начин затечени. Засегнати и затечени со такви перманентни состојби, меѓутоа таму има одредени ограничувања. Во секој случај не може директно да се тие провизии, ние ги нарекуваме, нели, наплата на дополнителни провизии во однос на трансакции, во однос на други трансакцијски мерки што ги прават комерцијалните банки, но не мислам дека може да се навлегува длабоко во нарушување на тие состојби. Но секако мора да се плафонираат, односно да се прави сет, дизајнира сет на мерки во кои што постепено ќе треба да се оптимизираат тие провизии. Имаме во некои, да речам, трансакции енормно високи провизии, што на некој начин индиректно ги погаѓа и граѓаните и компаниите, односно економските агенти. Економско заздравување дома без европска интеграција. Можна ли е? Можна ли е такво сценарио? Многу тешко, Гораст. Затоа што ние знаеме дека сме мала економија, лимитирани ресурси и многу отворена. Ние сме една од најотворените економии во смисла на размена, но и во смисла на зависност
од надворешните фактори, така да се наслонуваме во смисла на тоа дека можеме да ја преструктурираме економијата, да ја создадеме таа економска независност, дури и од структурните фондови, од структурните аранжмани. Вие знаете планот за раст на Европска Унија, кој ще за земите на Западен Балкан, колку ресурси има и колку можеме да повлечеме. Таму се 6 милиарди за земите на Западен Балкан во наредните години. Има други структурни фондови од типот на ИПА фондови, меѓугранична соработка, кои што на некој начин влечеме добри ресурси и да мислиме дека можеме изолирано да функционираме, мислам дека е илузија. Значи, и не гледаме која алтернатива. Освен на краток рок, ние може да се залагаме дека еве ќе издржиме одреден временски период за да потиснеме во секој случај другите да не ослободуваат од таму кај што не закачиле во овие процеси и не замрзнале, но мислам дека додуше и властите и структурите секој пат декларативно барем изјавуваат дека нема алтернатива за членување во Европска Унија, така да сите економски и не само економски, општо општествените состојби покажуваат дека сите земји кои се зачленети во Европска Унија добивале огромна поддршка и го подобриле нивниот стандард на животот. Благодарам за гостувањето. Беше драго. Академик Абдулменав Беџети, гостин во емисијата Трилинг, еве што ќе гледате во продолжение. Сметам дека треба да се има сенс за овие прашања, не затоа што се работи за судија Антоанета Димовска, него затоа што има влијание на многу пошироки случувања во општеството. Имате предмети кривични во кои сите се седнати во судница. Судијата, поротниците, адвокатите се од затвор, вика ние не можеме да го спроведеме обвинетиот. Немаме спроводници, немаме возило. Поништен е изборот на Елизабета Дуковска за уставен судија. По 19 месеци тактизирање, Управниот суд го поништил изборот на Дуковска, откако незиниот против кандидат се жалел дека не е правилно спроведена постапката од страна на Судскиот совет. Тужбата до Управниот суд ја поднесе Антоанета Димовска, која сега е член на Судскиот совет. Тогаш конкурирала за уставен судија, но за неа не било гласано. Управниот суд оценил дека незината тужба е основана. Тоа ја предизвика поделеност во стручната јавност. Гостинка во ова издание на Трилинг токму Антоанета Димовска. Добро дојдете во емисијата. Добар ве најдов. Господа Димовска, чувствувате своевидна сатисфакција после оваа одлука на Управниот суд? Па да ви кажам, и неголема сатисфакција, затоа што очекував дека Управниот суд ова прашање ќе го разреши многу порано. Дека ќе го разреши во еден многу поразумен рок. Рокот од 2 години. Јас воопшто немав намера да предизвикам потрес, каков што сега се случи, па да се отворат сите овие дилеми. Доколку ова беше многу порано, ќе беше поинаква ситуацијата. Зошто повеќе од 2,5 години му биле потребни на Управниот суд да ја стави точката на дневен ред и да донесе после 19 месеци ваква одлука? Видете, не дека Управниот суд не постапувал. Тој на 2 пати се произнесуваше по мојата тужба. Еднаш ја отфрли поради ненавременост, вториот пат поради недостаток на активна легитимација. Тоа изискуваше поднесување жалба до Висшиот управен суд, па Висшиот управен суд носеше одлуки со кои ги укинуваше одлуките на Управниот суд. Не можам да кажам дека судот не постапувал, но зошто за мериторно одлучување требаше толку време, тоа сепак е на страната на судот. Мислам дека треба да се има сенс за вакви ситуации и да се одлучува многу побрзо. Господја Димовска, избраната судика Дуковска при изборот добила 8 гласови во Судскиот совет. Не се разгледани кандидатурите на 2 против кандидати, меѓу нив сте и вие. Формално да, но фактички дали вие би добиле повеќе гласови ако продолжило
изјаснувањето, дали прекинот е направен како на мечевите до пенали, фудбалскиот судија го прекинува нивното изведување, откако екипата која промашила пенал не може да победи. Видете сега, јас овој жаргон не би го прифатила, бидејќи сум судија, и јас не знам што би се случило доколку би имало понатамошно гласање и мислам дека не би ги добила гласовите. Но, видете, судскиот совет постапувал онака како што постапувал од секогаш, како што постапувал и кога ги бира судиите во повисок суд. Оно што ќе ги добие потребните 8 гласови, тој е избран. И судот одел исклучува по таа аналогија. Јас знам, убедена сум дека судскиот совет не сакал мене да ме анулира. Но во отсуство на други поразработени правила, тоа така произлезе. И јас овде ќе застанам, затоа што одлуката на Управниот суд е донесена, сега се отворени многу правни дилеми, бидејќи на вистина е преседан. Не е донесена ваква одлука, и јас како заинтересирана страна, секако дека тврдам дека сум во право. Но и покрај тоа, што јас имам пресудата, и другата страна треба да се произнесе, затоа што и таа има свој дел од вистината. И треба да се изанализира таа одлука, да се види што ќе се направи понатаму. Затоа кажам, не треба да биде ниту да се чувствува триумф, ова е само еден поттик за правната наука и за нашите законотворци да видат дека не секогаш добро размислуваме кога носиме некои законски решенија. Но како е возможно судскиот совет да си допушти незаконски да гласа за избор на уставна судика, а потоа за нејзе да гласаат и народните избраници во собранието? Ова Уставниот суд го карактеризира како правен преседан. Видете, јас повторно ќе повторам дека судскиот совет бил убеден дека постапува по закон. Јас не убедена сум дека судскиот совет не би отишол да прекрши закон, бидејќи кога се избира суд во повисок суд, а вие немате регулирано на кој начин ќе се утврди предлогот, се одело по аналогија дека треба да се избере тој што ќе добие 8 гласа. Не се работи тука за намера некој да биде дисквалификуван. А по однос на собранието, исто така не можам да кажам како собранието постапувало. Тоа прашање треба да го патите на собранието. Кои се правните импликации после една ваква одлука? Видете, правните импликации... Се обидувате да ги заштитите вашите колеги од судскиот совет, се обидувате да ја релативизирате одлуката на собранието. Видите, јас не се обидувам никого да заштитам. Јас не би се нафатила да поднесам тужба заради некого да заштитам. И многу беше, кога веќе тоа ме прашувате, беше многу чудно протолкувана и Facebook статусот на професорот Прешова дека ме натерал. Не, тоа беше во консултација, тој навистина беше упорен во тоа кога ме неколку пати ме праша, вика, судија, вие сте многу отворена и сакате да зборувате за проблемите, ајде да го тестираме системот, како ова ќе функционира. Јас се сложив. И тоа е така. Меѓутоа, јас не се трудам никого да заштитам и да релативизирам. Не сакам да добие ова политичка конотација. Ова е прашање правно, кое што мора и струката, како што согласам во цело со претседателот на Уставниот суд, и струката и науката да го кажат своето. Ако нешто за прв пат се случува, тогаш треба сериозно да се седне и да се види дали ни треба законска промена, што значи оваа одлука и така натаму. Затоа јас во овој момент не сакам да коментирам. Затоа што ова се разрешува само со ладна глава и не со триумфализам. И со зафаќање страна. Победи оваа страна или победи онаа страна. Јас сакам да верувам дека од оваа ситуација сите ќе излеземе победници на начин што ќе изградиме правен систем во кој нема да има правни празнини и
простор за некој да мисли поинаку или да се чувствува дека е оштетен. Дали и во однос на вашиот случај системот потврли? Во кој смисла мислите? Правниот систем. Не можам да видите, правниот систем дали потврли. Кога ќе кажете под правен систем е многу широко. Прво ме интересира што мислите. Еве ќе конкретизирам. Дали управниот суд можеше многу порано да донесе одлука? Лично мислам да, но исто треба да се праша управниот суд кои биле околностите зашто му требало толку време. Лично ако ме прашате, да. Сметам дека треба да се има сенс за овие прашања, не затоа што се работи за судија Антоанета Димовска, него затоа што има влијание на многу пошироки случувања во општеството. Не се работи тука за мене, се работи за тоа како ќе се одрази самата таа одлука. Но сепак јас оставам да ги повикате од управниот суд и тие да објаснат зошто им било потребно толку време. И второ, видете, јас како судија, знаете како, тие биле убедени дека јас ми е навремена тужбата, па оделе во таа насока. Па потоа сметале дека немам активна легитимација. И тоа е легитимно, нивно право да така да мислат. Дури и од тој аспект ова одлука треба да не биде поука. Дека мора судовите да имаат сенс кои предмети мораат итно да се решаваат. Не велам дека некој што чека здравствена заштита, неговиот предмет не треба итно да се реши. И тој треба итно да се реши. Ама овие предмети кои што може да предизвикаат вакви ситуации и последици, мораат да имаат приоритет. До сега нема најава кога телото за именување и разрешување на суди ќе стави на дневен ред точката за избор на нов судија во Уставниот суд. Во понеделник има чинам седница на судскиот совет. Моето прашање до вас е доколку има повторно избор за нов член на Уставен, и ако сте сега член на судскиот совет, би конкурирале за Уставен судија? Видете, искрено да ви кажам, сега после 2 години не. Доколку се случеше ова порано, а јас бев многу краток период во судскиот совет, може би ќе размислев. Но сега, верувајте ми, после 2 години, јас ги кажав моите мотиви кои беа за да ја поднесам тужбата, ќе излезам дволична. Сега, бидејќи сум таму внатре во судскиот совет, пајде ќе го искористам условно може би моето влијание. Прво не велам дека можам да влијам на колегите тама работа, меѓутоа како тоа ќе го доживее јавноста? Си дојде во судскиот совет и сега и се посложија сите коцки за да стане кандидат. Тоа би било крајно некоректно од мене. И затоа велам дека управниот суд де факто реши во моја полза, но ми ускрати можеби и право. Кажам можеби затоа што тоа се условно дали јас би била предложена како кандидат. Тоа е колективно тело, секој различно размислува, ако јас сметам дека заслужувам, можеби судскиот совет смета дека некој друг кандидат исполнува повеќе услови. И затоа во таа насока велам дека навистина да се случеше ова многу порано ќе беше многу подобро. Следите ги Трилинг, гостинка во емисијата Антоанета Димовска, член на судскиот совет. До кога ќе преовладува негативната перцепција за работата на судскиот совет? Видете, тука се клучни неколку моменти. Пред се, јас воопшто не знам од каде произлезе дека судството има 2% доверба. Се сомневате? Да, прво таа анкета не е точна. Ние имаме неколку анкети. Анкетата на Светска банка, која се презентираше во Брисел, која беше официјално направена, излезе дека 28% од странките веруваат во судството и 32% од адвокатите. Потоа, направи независна анкета Сдруженијето на суди, каде овие проценти беа многу повисоки, јас сега моментов не можам да се сетам, но се движи околу 30% можеби, да земе условно, Добро. Но никако не беа 2%. И јас не знам кому не знам кој има бенефит од пласирање на нешто што навистина не е така.
дека 2% имаат апсолутна доверба. Видите, имате апсолутна доверба, делумна доверба, но тоа е се доверба. И кога вие тоа го пласирате на тој начин, и кај граѓаните се ствара револта. Ние имаме анкети кои се направени и со луѓе кои воопшто не знаат ни каде се наоѓа судот, немале ни судски спор. Не сакам да бидам погрешно сватен. Аз не велам дека е идеално во судството. Но мораме да имаме свесни за државата во која живееме. Ништо не е идеално. Сите се стремиме, нели велиме дека се стремиме да бидеме подобри. Еве, проблемот на судството. Предвидениот максимален буџет е 0,8 од БДП-то. Ние добиваме 0,3. Не знам дали вие сте биле во суд, во судница, да видите дека судовите не ни се бојосани. Дека оставите го тоа. Ние немаме човечки ресурси. Човечките ресурси се сведени на пополност од 30 до 40% во судовите. Имаме судови во кои немаме записничари. Немаме доволен број записничари. Замислете, основните работи. Судот не е само судијата. Тука има многу чинители. Судската администрација се златните раце во судството, кои многу допринесуваат затоа што судијата не може да администрира сам. Ние имаме недостаток и не е одобрено ниту едно вработување. Министерството за финансии нема слух. Како ќе го подобриме судството? Како ќе добиеме побрза правда? Тоа се прашања кои се сериозно за дискусија. Во ред. Прашањето на корупцијата не може да го оставите да го реши само судството. Ова сте го констатирале пред една година. Судскиот совет носи одлука со која се казнува судија со парична казна од 20% од плата за 6 месеци, а Стет департментот за истиот тој судија го стави на американската црна листа. Видете сега, јас ќе го кажам мојот личен став. Значи, нема да зборувам во име на судскиот совет, бидејќи секој член треба да го прашате кога гласа, како гласа и што гласа. По однос на овој судија за кој ме прашувате, јас можам да кажам дека имам свое мислење дали може судија кој е на црната листа да биде судија. Но ве молам да имате разбирање дека не можам сега да кажам ништо, затоа што таков е моментот. Зошто бил казнет со 20%? Тоа секој од тие што гласале имале своји причини. Така да, лично ако ме прашате, мислам дека е тоа прениска казна. Ама дали бил за разрешување? Исто е прашање, бидејќи барањето за утврдување на одговорност било само према тој судија. Па тука имаме совет, па мерење, дали треба целиот совет, дали не треба целиот совет да одговара. Многу е комплексно прашањето. Од надвор гледано, многу едноставно да кажете, па тој доби прениска казна. И затоа тука ќе застанам, бидејќи тоа се сепак постапки кои не се отворени за јавноста и ќе можат некогаш, нели, оние што се бават со тоа да ги отворат, меѓутоа јас сега тука не можам да коментирам. Госпоѓа Димовска, велите дека не е добро прстот да се вперува, дека судскиот совет е главниот виновник за состојбата во македонскиот правосуден Да, тврдам. Систем. Каде тогаш ја лоцирате лошата слика за доброто владење? Како за илустрација, еве да ви доловам. Имаме предмети кои со месеци се чувале во фиока. Со цел, претпоставам, тие да застарат. Се воделе судски случаеви со години, а може и да се решат, да речеме, за 6 месеци. И каде е тука вината? До кадровскиот потенцијал или до судија? Видете сега, јас многу треба да зборуваме за конкретен предмет. Дали некој можел да се реши за 6 месеци или за 3 години? Јас не сакам да зборувам така, зашто јас сум судија и зборувам со факти. За оние предмети за кои јас
додека откако сум член во судскиот совет имало барања за утврдување на одговорност, сме ги разгледувале од сите аспекти и сме утврдувале дали има основ за поведување барање или не. Дали некој предмет можел да се реши за 6 месеци, знаете колкава анализа треба да се направи? Ке ви кажам, тогаш треба да ставите за. Дали тој судија можел да обезбеди уредно присуство на странките или не можел да обезбеди. А тоа ви е пак едно системско решение. Вие имате покана преку... Дали користите македонски пошти? Праќаме покана преку македонски пошти. Не може да се обезбеди достава. Доставна служба веќе да не постои во судовите. Затоа што нема пари, затоа што не се вработуваат доставувачи. Како да ви... Затоа кажам дека е системски проблемот. Можете многу лесно, ние се трудиме колку можеме да најдеме одговорност кај тие суди каде што навистина тоа може да се утврди. Ама кога вие имате системски проблем да обезбедите уредна достава, вие имате предмети кривични во кои сите се седнати во судница. Судијата, поротниците, адвокатите се уат од затвор и ние не можеме да го спроведеме обвинетиот. Немаме спроводници, немаме возило. Како е тука виновен судот да ве прашам? Дали нема да се запрашате? Дали може би баш за тој предмет пак некој друг намерно не обезбедил превоз? Ајде да го расчиниме прашањето. Многу е лесно да го впериме прстот во еден човек. Зошто не се измени законот за кривичната постапка, како што е во законот за парничната постапка, дека ако обвинетиот еднашка се повика уредно, ќе биде за секогаш уредно повикан, а не одново да му се праќаат покани. Видете, има решение за се. Лесно е да се каже судијата можел да го пресуди во 6 месеци. Треба да има услови. Тој не може да го суди надвор од законот и да му ги повреди правата. А точно е. Постојат суди кои што навистина не се на висината на задачата и судскиот совет треба да се занимава. И се занимава со тоа. Колку успешно, видите, имате самата, да повикате судија на одговорност е многу тешко, затоа што имаме неограничување там. Некои велат, поделени сме во судскиот совет. Не можеме да навлеземе во одлуката, и тоа е така, бидејќи судскиот совет не може да смени одлуката. Но некојаш само преку одлуката пак можете да видите некој пропуст. Прашањето е многу комплексно и ние тоа го работиме и со странски експерти и ги согледуваме и нивните искуства и тие ги имаат истите проблеми. И се рековте на нивото на корупција. Судскиот совет никако не може да утврди корупција. Може нешто нас да не укажува на некои коруптивни елементи и ние препраќаме, доколку некоја странка посочува нешто, препраќаме до надлежните обвинители, но има други органи кои се за тоа. Судскиот совет не може да гони корупција. Благодарам за учеството во емисијата. Антонија Тадимовска, член на Судскиот совет. Климатските промени се број еден проблем, што го конфронтираме секојдневно и што ќе се појачува. Некој ми кажа, и тоа е многу точно, уживај во ова лето, бидејќи ова ќе биде најстуденото лето во твојот живот. Или најстудената година. Нормално има варијации, но во просек температурите растат вртоглаво и нашиот капацитет како општество, како јавна политика, како економија, да се соочиме со овој горлив проблем, на глобално ниво, е несоодветен. Мојот следен соговорник дипломирал на Природно-математичкиот факултет во Скопје на Институтот Географија. Магистрирал и докторирал на Оксфорд. Автор е на над 150 научни трудови од областа на животната средина и просторното планирање, како и 9 монографии издадени од меѓународни издавачки куќи.
Во 2019 година е прогласен за секојдневен херој од страна на Европската Унија. Од неодамна е избран за член на Академијата за општествени науки во Обединетото кралство. Добре за Стефан Бужаровски. Благодарам, добро ве најдов и благодарам многу за поканата. Секако. Професор доктор Бужаровски, кои се предусловите, перформансите што еден научник од Македонија успеа да се стекне со титулата академик во Академијата за општествени науки во Обединетото кралство? Јас бев номиниран од страна на Кралското географско друштво во Обединетото кралство и пред се сум многу благодарен за таа номинација. Се разбира, основен критериум, како што ми кажа тие при номинацијата, е не само оној академски ангажман, туку ангажман во јавната сфера, во јавната политика, во смисла на влијање и ангажирање со темите кои што ги засегаат граѓаните. И тоа е она што секогаш ми водело мене. Јас не сум некој што сака само да истражува, туку многу ми е битно да можам колку што, разбира, со своите капацитети, да бидам вклучен во градењето на јавните политики. Зошто нашите умни, паметни луѓе многу полесно се препознатливи надвор од границите на државата, отколку дома? Не сум целосно сигурен дека е така. Се разбира, има многу можности секаде да се ангажираат нашите научници. Јас секогаш сум бил ангажиран тука и од неодамна бев и избран за визитинг професор, например, на Природно-математичкиот факултет. Така што постојат можности за работка тука. Се разбира, овде се едноставно помали институциите и ги има помал број. Затоа ми се чини, гледаме и дека има многу успеси на нашите научници низ светот, бидејќи има секако еден поширок опсег каде што може да се ангажираат и некој од нив, знам во моето поле, за нив специјалностите, значи полето на дејствување во науката, таму постои, може некои од тие субдисциплини не постојат овде. Од неодамна станавте и визитинг професор на Природно-математичкиот факултет. Во вашиот фокус на интерес е општеството. За она што денес се случува околу нас, велите, со какви предизвици светот ќе се соочи во наредниот период на социоекономски план? Како истражувач, како активист во областа на животната средина, јас прво ќе кажам, климатските промени се број еден проблем, што го конфронтираме секојдневно и што ќе се појачува. Некој ми кажа, и тоа е многу точно, уживај во ова лето, бидејќи ова ќе биде најстуденото лето во твојот живот. Значи, или најстудената година. Нормално има варијации, но во просек температурите растат вртоглаво и нашиот капацитет како општество, како јавна политика, како економија, да се соочиме со овој горлив проблем, значи на глобално ниво, е несоодветен. И ми е страв и ми е жал за новите генерации што доаѓаат, бидејќи им го оставаме овој свет со тој огромен проблем, за кој што недоволно се ангажираме. Дали помалку несериозно ја сваќаме сериозноста на проблемот околу климатските промени? Да, во едно интервју кажав, тој филмот што беше со Леонардо Ди Каприо, нели со кометата, мислам дека беше многу добар така. Многу добро ја прикажа ситуацијата, бидејќи климатските промени не се нешто што има еден термин климатска амнезија. Значи тоа не е нешто што го може би од ден на ден го гледаме. Па еве моментално гледате, ова е доста релативно тука, значи доста врнежлива пролет, па и свежа пролет, па ќе кажеме па нема баш климатски промени, но во просек температурите растат вртоглаво. Еве може да видите дека имаше мраз, значи што сега нема овошки, нели, оваа пролет во Македонија во април. Тоа беше дел од тоа, бидејќи климатските екстреми се исто дел од тие климатски промени. Едноставно не
не гледаме колку тоа се случува, бидејќи се случува малку на релативно бавен начин и така дифузно има екстреми, па некаде поладно, некаде потопло, но едноставно не делуваме доволно. Се уште се гори јаглен, се уште имаме газ, значи спуштаме стакленички гасови, возилата што ги возиме, сте на нафта и така натаму. Тоа требаше да престане, како да кажам, вчера, нели? Тоа е основниот проблем според мене. Професор Божаровски, вашите предвидувања се дека за 50 до 100 години во наредните 50 до 100 години во светот ќе дојде до пад на населението. Може ли да се спречи депопулизацијата на светско ниво, па и во Македонија имајќи во предвид дека одредени предвидувања се дека и во Македонија ќе дојде до пад на бројот на населението? Тоа веќе се случува во големо и тука исто во овој случај во Македонија е проблемот нели на миграцијата. Но да, мора да го гледаме овој 20 век како еден чуден момент во историјата на населението, кога имаше таа демографска транзиција, поради која што нели дојде до нагло зголемување на населението од причина што се подобри животниот стандард, а наталитетот подоцна се намали и тој процес на намалување на наталитетот на разни места во светот доаѓа полека, значи тука се случи во Европа, во Северна Америка, но сега се случува и во Африка и во други делови каде што животниот стандард подоцна нели се подобрува, иако се уште не е. Така што да, ова е аномалија е овој 20 век. Ние ќе се вратиме на многу помал број на население, како што и било во текот на историјата, и некои го користат терминот, дури јас имав истражување минато, втора демографска транзиција. Значи, онаа првата која се зголеми, а сега поминуваме во втората на намалување. И тоа не е страшно самото по себе. Кои се причините за намалувањето на населението? Пред се намалува наталитетот. Значи, никој не сака да има сега повеќе од 2 деца. Значи, и толку дали има. Значи, затоа што од редица причини сакате, нели, да не влегувам, културни, економски и така натаму, морам да кажам, морталитетот исто се намалува и луѓето живеат подолго. Значи, оваа демографска транзиција не е баш дека, нели, од другиот крај, значи, на населението, дека порано имаше многу во рамките, нели, на историски луѓето исто така пократко живееја. Сега, значи, имаме старење на населението, и тоа ќе трае, бидејќи исто се подобруваат, се разбира, здравствените услуги, но и од друга страна секако се намалува наталитетот. И тоа е една нова ситуација на која што треба да се приспособиме. Но сега се почесто се соочуваме со трендот на иселување од државата. Да, имаме тренд на иселување, а немаме тренд на вселување. Тоа сакам да го кажам од демографска гледна точка. И тука како тоа ќе се одрази врз државата? Тоа е проблемот, затоа што тој тренд на иселување е многу рапиден, значи многу брзо паѓа населението, и тоа значи посебно го знаеме сите, во помалите места тоа значи изумирање на економскиот живот, значи и се друго. Она што можеме да научиме од други земји во овој регион, на пример Полска е интересен пример, каде што тие успеа тој тренд на иселување да го запрат последниве години. Значи, веќе немаат таков тренд на иселување, туку имаат ремиграција на значи, луѓето што се иселиле дел, но и на емиграција на луѓе од други држави, значи од Украина, па уште и понатаму. Значи, треба да размислуваме, тоа за мене во контекстот на Македонија е многу битно прашање, ако ме прашате, значи, како ќе се менаџира демографскиот елемент е апсолутно клучно во овој период, бидејќи знаеме самите, има страшен притисок врз пазарот на труд, значи веќе компаниите не може да најдат работници. Професор Божаровски, едно од прашањата кои за вас се клучни е борбата со неправдите и нееднаквостите во општеството. Има ли начин за да се спречи овој тренд на социјално
раслојување. Јас помеѓу богатите и сиромашните. Се чини како да исчезна таа средна класа. Да, не секаде, но генерално овие последниве години, значи последните 20 години на глобално ниво, социјалните нееднаквости растат, со тоа што општиот животен стандард се подобрува, генерално на светско ниво, но во рамките на тоа имаме растечки нееднаквости, посебно во некои држави, па вклучително и тука. Тоа исто, значи, многу долга и комплексна проблематика. Тука е пред се улогата на државата. И механизмите кои што таа ги има на располагање во даночната политика, но и во овој мој дел што јас се занимавам во просторната политика, она што значи во еден простор како Македонија, она што значи социјално раслојување е дел од пошироките, значи отсуството понекогаш на ефикасни политики за менаџирање и управување со просторот и со регионалниот развој, со урбаниот развој. Тоа придонесува тие нееднаквости да растат. Значи, дури во рамките на еден град како Скопје, каде што имате големи делови на градот, каде што се несоодветни условите за живење и има деградација на животната средина, но и пошироко е ако земете во државата, голема нееднаквост меѓу регионите и концентрација на активностите во едни региони за разлика од други, така што се разбира, државата има механизми и доколку има и волја, може, нели, и капацитет, се разбира, може да ги спречи тие раслојувања. Следите тренинг гостин во емисијата професор доктор Стефан Божаровски, он е одамна член на Академијата за општествени науки во Велика Британија. Господин Божаровски, од 1999 живеете во Велика Британија, Оксфорд, Лондон, последниве 12 години сте во Манчестер во рамки на вашата научна обсервација и животната средина, просторното планирање. Како се спојуваат енергетската ефикасност со традиционалните унифицирани фасади? Јас, например, сум имал можност многу пати да бидам во Лондон. Во Лондон речиси сите куќи се со идентична речиси фасада, во висината и градбата се речиси идентични. Што е она што еден Лондон успеа да го регулира согласно сите закони и прописи, а што е она што ние се издвојуваме, односно талкаме во тој дел? Да, сега тука би напоменал дека во однос на енергетската ефикасност во стамбениот сектор, Британија не е и баш најдобар пример. Таа има еден од во европски рамки еден од со најлоши перформанси стамбен фонд и именно тука е голем проблем точно тие унифицирани фасади, бидејќи таму е многу малку направено во однос на енергетската ефикасност, бидејќи надворешно не се изолирани, изолациите се внатрешни или со промена на дограмата или прозори, врати и така натаму, и тоа е се што се прави. Се разбира, кога се менува дограмата, има многу строги стандарди во одредени делови на градот, каде што постојат силни механизми за имплементација и контрола и регулативи, така што не може да ставите било каков прозор или било каква врата, таа мора да биде под некој стриктен стандард. Во случајот на Македонија, но и пошироко во Балканскиот регион, има многу предизвици во таа смисла. Стамбениот фонд, иако во дел не е со толку лоши перформанси, бил граден во на нерелативно квалитетен начин, Стамбениот фонд има голема потреба за интервенции за подобрување на енергетската ефикасност, која што ќе донесе бенефиции, придобивки за сите граѓани и за економијата и ќе намали потрошувачката на енергија. Како Лондон, од метропола со речиси секојдневна магла и валка на Темза, стана светска препознаена Темза, за жал, се уште е валкана, морам да кажам, тука има голема дебата во Британија, бидејќи реките се во лоша состојба.
и тука е дел исто поради приватизацијата на компаниите, овие што се јавните предпријатија, водостопанските и така натаму. Но воздухот во Лондон е во многу подобра состојба од што беше, а тоа е пред се поради една серија мерки кои што се преземени во еден подолг период. Имајќи во предвид дека Скопје речиси секоја зима се гуши, имаме загаден воздух, кој е главниот извор или кои се главните загадувачи? Велите Лондон успеа со одредени мерки да се исчисти. Да, иако не е перфектно ни во Лондон, морам да кажам, но далеку подобро се разбира, имаше во Лондон и процес на деиндустриализација, кој што помогна, бидејќи тамо индустријата беше загадувач. Во овој регион, значи зборувам за Западен Балкан, пошироко има огромен проблем со аерозагадување. Тоа е и поради самите природни карактеристики на регионот. Имаме овие длабоки котлини во кои што се задржува студениот воздух во зима на дното од котлините и придонесува да се сите загадувачки материи да останат тука. Има многу веќе студии и истражувања, знаеме дека основните два проблема се пред се значи согорувањето на цврсти горива во домакинствата, пред се дрва и други видови на цврсти горива, и вториот проблем е сообраќајот. Овој првиот проблем поради пред се користењето на зголеменото користење на други видови на системи за загревање, инвертери, се намалува. Значи, јас го следам трендот во Скопје, например, и гледам дека последните, ова не е научно, гледам дека има еден тренд на намалување на загадувањето овие години, последниве. Не, тоа е благ тренд, но тоа е затоа што има промена во системите за грејење со клима инвертери. Но има уште доста користење на цврсти горива, согорување на отпад на отворени површини и така натаму, придонесува кон тоа, а многу малку интервенции има во возниот парк. Тука е голем проблем, значи се додека не направиме трансформација на возниот парк кон почист возен парк, значи користење идеално на електрични, но барем на помалку загадувачки возила, ќе ги имаме овие проблеми тука. Професор Божаровски, во Скопје работите на проект поврзан со подобрување на капацитетите во македонскиот образовен систем. Со години, зависно од промената на гарнитурата, се зборува дека е неопходни се подобрување на состојбите во образовниот систем. Моето прашање е следно. Дали се потребни реформи или целосен ремонт на македонскиот образовен систем? И зошто, например, нема на светските ранг листи? Нашите универзитети сепак котираат на тие листи, можеби не на највисоките места, но успеваат да бидат некаде на тие листи. Сепак треба да сметаме дека тоа е сразмерно со тоа колкава средина сме и колку жители има тука и колкав е капацитетот. Јас морам да кажам, сум секој пат многу скептик кога ќе чујам целосен ремонт. Тоа никогаш според мене не е добра идеја, бидејќи често пати има некои добри работи што може да ги изгубите во тој процес. Според мене работите се движат во добра насока генерално, значи има еден процес на отварање на универзитетите, значи на зголемена меѓународна соработка, што е добро. Јас мислам дека има два основни, значи има повеќе, ми се чини помали промени се потребни. Една основна работа е што нема научен фонд, значи фонд за поддршка на научно-истражувачката дејност. Ако сакаме да ја градиме истражувачката дејност, јас сум вклучен во многу такви, како член на комисии во многу земји, во скандинавските, во Франција, во Британија и така натаму, и гледам колку се тие важни за поттикнување на целата таа дејност, која што понатаму придонесува да ви одите погоре во тие листи. Второ ми се чини треба поголема соработка меѓу самите универзитети. Како комуницирате со семејство на врни интелектуалци и креативни
луѓе. Вашиот татко композитор Димитрije Бужаровски, мајка професорка на филолошкиот факултет, познатата професорка и писателка Румена Бужаровска, која е една од најатрактивните современи писателки, чии дела се преведувани надвор од границите и се продавани надвор од државата. Каков е тој спој на серија на научници? Да, и мојата сопруга исто е професорка во областа на животна средина. Не знам, значи тоа е се прашање на секој јас мислам е успешен без разлика дали е професор или било што, секој може да биде добар во својата професија, да даде најмногу од себе. Драго ми е што сме тука, што можам да доаѓам често, што можеме да се дружиме, што се вели. И драго ми е што имам многу драги пријатели тука. Сепак, јас би рекол секој пат, значи тоа ми е основна девиза како научник, тоа е секој пат колективно, значи семејството се разбира, но и пријателите, соработниците, сите тука сме заедно и тоа ми е многу драго. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам. Академик Абдулменав Беџети, членот на Судскиот совет, судиката Антонета Димовска, која всушност поднесе тужба пред Управниот суд, како и професор доктор Стефан Бужаровски гостуваа во ова издание на Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време.